Тажни денови за Македонија. Трагедија која никого не го остави недопрен, трагедија која однесе 59 млади животи во цутот на младоста, скоро цела една генерација млади луѓе откочени. Поголема трагедија Македонија не памети во поновата историја. 59 семејства завиени во црно, тага и непребол во секого од нас. Болка и тага во секој нов ден што ќе осамне. Дури и сонцето тажно ги спушта своите зраци врз земјата која е завиена во тага и болка. Нема поголем кошмар за еден родител кој да ќе го загуби своето чедо. Нема утеха и нема утешни зборови кои можат да ја надоместат загубата. Загубата е преголема. Тагата надвисната врз сите нас, болката и гнедлата во грлото кој иницира солзи и мачнина во желудникот. Во вакви тешки моменти човек не знае што е подобро, да ја одмолчи тагата или да ја исплаче. Одвишни се секакви зборови за сочувство и емпатија кон семејствата на настраданите млади луѓе, затоа што во секој од нас титрата, тага, болка, емпатија, помешани чувства, дали да се зборува или да се премолчи во овие тешки, траурни, болни денови. Нема поголема загуба од загуба на млади луѓе кои се нечии деца, ќерки и синови. И самата помисла на загубата ја обзема душата со тага и бол и непребол. Психолошки сме сите турнати долу, расчеречени со болката и емпатијата кон родителите на загинатите млади животи. Нема зборови за утеха, нема збор кој може да ја запре болката, тагата и мачнината. Болната тишина која е надвисната врз сите нас. За нас возрастните е тешко да се справиме со оваа трагедија. А што да им кажеме на нашите деца? Како да им го објасниме ова што ни се случува? Боли душата, посебно ако си родител и ако сочувствуваш со родителите на оние кои ги загубиле своите деца. Најголемиот траурен кошмар за секој родител е загуба на дете, ненадоместливо. Болка и рана која ќе печат цел живот. Никогаш ништо веќе нема да биде исто за овие семејства, ниту за нас како сведоци на трагедијата. Цел живот ќе не следи сенката на оваа голема несреќа која Македонија вечно ќе ја памети. Сите 59 душички во цутот на младоста, што току пролетани млади пилиња кои допрва требаше да живеат. Нашиот Живко Чин го вели: мајките не се плашат од снег, од ништо не се плашат мајките. Проклет да бидам, мајките се без страв, тие имаат само еден страв – своите деца. Токму така, една мајка е во состојба се да издржи, се да премости, се да надживее, низ оган да помине, ама кога децата се во прашање, не постои ништо на светот која ќе ја надомести таа загуба на собственото дете. За мајките, за татковците, нема зборови на утеха. Нема надоместок на загубата. Болката сите не гуши, сите мајки, секој родител сочувствува со семејствата кои загубија млади деца. Оваа трагедија уште долго ќе се надвиснува врз нашава земја како темна сенка. Како да им објасниме на своите деца дека живееме во корумпирана држава, каде парата го врти светот, а исходот од таа алчност за пари на некои луѓе носат ваков трагичен исход. Боли душата, срцето се кине, тагата гуши. Се прашував дали е подобро да молчам или да зборувам. Премногу се свежи раните. Земјата на сонцето потона во мрак, 59 светови соништа згаснати.
59 рани на душата. Македонија ја погреба својата младост, својата иднина. Царство небесно за жртвите и молитви за повредените. Во овие тешки моменти, нашите мисли се со семејствата на жртвите. Млади души, бидете ангели на небото и нека ви е светол патот. Кучани е во солзи, Македонија е во жалост. Никогаш нема да се заборави оваа болка, која никогаш нема да стивне. Почивајте во мир, млади душички. Деновиве во Македонија сонцето со солзи изгрева. Деновиве во светот потажен град од Кучани нема. Деновиве од болка и камен од пука. 59 цветови овенаа во цутот на младоста. Македонија е премала за толку голема болка. Никогаш како општество нема да си простиме за она што дозволивме да ни се случи. Ова е колективна траума, тага, огорченост, па и гнев. Како и дали воопшто некогаш ќе се исцелиме од оваа трагедија? Времето ќе покаже.